дека разговорот со психолог барем малку ќе помогне да се смират емоциите. Маријана Цветковик, психолог, семеен системски семеен психолог од психолошки центар Алтернатива. Навистина се тешки мигови овие. Сите ние сме во една голема тага која што не облева, бидејќи сепак сите случувања, односно претешкиот настан, огромната трагедија која што се случи сите нас не афектира, бидејќи се чини дека е тоа некако поврзано со оној колективен идентитет, дека ние припаѓаме овде на ова поднебие, ние се познаваме меѓу себе и така натаму. Навистина е тоа прилично тешка ситуација, која што во прво време сите ние ја прифативме со огромен шок и неверување, како да не сакавме да ја прифатиме ова сурова вистина за овој настан што се случи. Инаку би сакала да напоменам дека не со оние фази кои што поминува секој еден, дали може би е примарно засегнат, примарните семејства што се поврзани со загинатите или па евентуално останатите, можеби наблюдувачи или пак пријатели, роднини и така натаму, лица кои што потекнуваат од болничкиот персонал, но не само тие, и сите ние всушност сме длабоко трогнати. Така да, како основна фаза е првичниот впечаток дека ние поминуваме низ шоки, неверување, негација. Понатаму можеби настанува фазата каде што ние ги активираме основните механизми за справување, кои што траат некаде од 2 до 4 недели, потоа фазата на процесирање некаде од 1 до 3 месеци, потоа фазата на прифаќање на суровата реалност од 3 до 6 месеци и на некој начин прифаќање на целата ситуација после 6-тиот месец. Низ овие фази секој би можело да помине доколку успешно на некој начин или соодветно се справува со целата болка. Бидејќи доколку не е така, можно е да дојде до некои посериозни импликации или подолготрајни хронични потешкоти, емоционални, психолошки потешкоти со кои што може секој да се соочи. Инаку во однос на начините на справување, секој некако се чини дека има посебен индивидуален начин за тоа што ќе му помогне. Сите ние сме различни. Некој се повикува на религијата, друг пак сака да разговара повеќе, да биде во допир со своето друштво, со пријателите, со семејството, исто така тоа му помага. Одредени лица им помагаат спортски активности или пак слушање на одредена смирувачка музика. На некои пак, знаете, им помага и протестот. Ние деновиве сме сведоци на одредени протести, кои што се последица на тоа дека во вакви ситуации се јавуваат силни емоции, како што се бес, огромна лутина, разочарување, вознемиреност, длабока тага, кај некој може да се јави меланхоличност, депресивни симптоми и така натаму. Така да преку собирите, преку овие ситуации каде што народот се бунтува, тоа е еден психолошки одговор на внатрешната состојба на овие емоции што претходно ги споменав, бидејќи кога ќе се случи ваква страшна трагедија, лицата би се скршиле од нивните личности, би имале потешкоти, доколку ние да го викаме, не ја проектираат ова горчина кон надвор, односно кон надворешниот свет, обвинувајќи, обидувајќи се да изнајдат некој решение, како дошло до тоа и така натаму. Тоа е некој нормален одговор, меѓутоа сепак овие протести би требало да бидат со мирен карактер, да не бидат насилни. Дали некој од семејствата би има контактирано за психолошка помош и поддршка? Да, се има случај на тоа. Кога се разговара со семејствата или со било кој лице на кое што му треба помош од овој тип, тоа би требало да биде на еден ненаметлив начин, односно да не делува дека сме ние љубопитни кон тоа што се случило. Треба да се избегнуваат реченици како типот
што забележа или што виде или секој биде во ред. Знаете, тие реченици обично не се до толку ефикасни. Подобро е да се праша како се чувствувате, има ли нешто што може да ви помогнеме, дали сакате да зборуваме само или едноставно да седиме само до вас, има ли нешто што можеме да ви донесеме, така да тоа се некои првични работи кои што треба да се поразговара со лицата кои што се особено длабоко трогнати. И исто така во состојба на длабока вознемиреност или пак, знаете, сега има доста и панични напади, висока анксиозност, може на некој да му се слуша и така натаму, доколку некој забележи дека може да дојде до некоја таква ситуација, добро би било да ги активира сетилата, наместо да се мисли, да не биде концентрацијата на нивните мисли, туку на тоа што во моментов, да кажеме, слуша, да го насочи вниманието кон тоа што слуша во тој момент, или евентуално да попре нешто, значи тактилно, да си помисли на тоа каква површина има овој предмет, или пак да вкуси нешто, да изеде, односно да помириса нешто миризливо, пример како кафе или ќе спомнам и лук како некој интензивен мирис, што тие се некои начини што досега покажувале дека се ефикасни во акутна моментална вознемиреност, висока вознемиреност. Инаку би сакала да додадам дека Сдруженијето Алтернатива во своите рамки на работење нуди бесплатна психолошка помош. За сите граѓани, така да секој што има потреба би можеле да ги искористат тие услуги.